Свети Петар и Павле, Петровден. Светите апостоли Петар и Павле се покажале како најпосветени меѓу сите христијански проповедници и затоа се наречени врховни апостоли. Роденото име на Свети Петар му е Симон, а Исус го нарекол Петар затоа што тоа име значи карпа. Со тоа Исус сакал да каже дека својата црква ќе ја изгради врз верата на Петар, што била цврста како карпа. Еднаш во поодминати години Петар дошол во Рим во време кога таму владеел неверникот Нерон, кој издал заповед да се убијат сите христијани. И апостолот Петар, ни крив ни должен, бил осуден на смрт. Кога сакале да го погубат со распнување, Петар побарал да не го прават тоа зашто не е достоен да умре како својот учител, туку да го распнат со главата надолу. Така, на 12. јули 61 година, во големи маки, славниот Господов апостол Петар го завршил својот живот. Павле бил голем противник на христијаните, но еднаш кога тргнал да ги прогонува, бил осветлен од небото, паднал на земјата и ослепел. Потоа слушнал глас од светлината кој велел: "Зошто ме прогонуваш? Јас сум Исус, што ти го прогонуваш." Тресејќи се од страв, Павле прашал: "Господе, што да правам?" Господ му одговорил: "Стани и оди во Дамаск. Таму ќе ти кажам што да правиш." Придружбата го довела Павле во Дамаск, каде што го посетил еден човек кој му рекол дека е испратен од Исус за да му каже дека е време да прогледа и да се исполни со Светиот Дух. Тогаш Павле прогледал, се покрстил и од најжесток противник на христијанството станал негов најголем проповедник. Одел од една во друга земја, ги крштевал луѓето, формирал христијански општини и ги подучувал луѓето како да живеат за да бидат сакани од Бога. Сепак во Рим бил фатен и со обвинување дека го бунтува народот, бил убиен. Во спомен на маченичката смрт на двајцата апостоли Петар и Павле, црквата востановила нивни заеднички празник, што народот го вика Петровден.